Предвремени парламентарни избори 2016. Средби со жителите на Урвич и Јеловјане остварија денес носителот на листата од ВМРО ДПМН за 6-та изборна единица Владко Ѓурчев и кандидатите за пратеници. Разговараа за проблемите, но и за проектите кои се дел од партиската програма, а кои се однесуваат на подобрување на животот на населението од овие две населени места. Денес сум во посета на Урвич и на Јеловјане. Атмосферата е добра, контакти со граѓаните, разговори, прашања, презентација на програмата. Она што е навистина добар податок, тоа е дека на минатите избори пред 2 години имавме за прв пат победа и во Урвич и во Јеловјане и историски рекорден најголем резултат. Овој пат очекуваме уште подобар резултат, уште поголем број на гласови, сите најави се во таа насока. Така што ВМРО ДПМН и коалицијата со 25 политички партии очекува победа и во Урвич и во Јеловјане. Приемот меѓу луѓето е навистина добар, навистина топол. Имаме намера поголем број на проекти да ја реализираме тука, ги презентиравме, значи поврзани со патот, поврзани со здравството, поврзани со безбедноста на граѓаните, со училиштето, образованието и цела низа на други проекти. Значи приемот е добар, драго ми е што сум тука и очекуваме голема победа, историска победа и во Урвич и во Јеловјане. Како што кажа носителот на изборна единица господин Владко Ѓорчев, тука ситуацијата оди во многу попозитивна насока. Победивме тука за прв пат претходните парламентарни избори со историски резултат. Резултатите ќе одат во поубава и повисока насока, односно ќе ги поновиме во минимум услови, ќе ги поновиме претходните резултати, а јас се надевам на многу повеќе, бидејќи ВМРО ДПМН тука конкретно направи неколку чекори за овие граѓани да ги земе во своја полза и да направи еден облик во смисол на нов општински комитет, да стави до знаење дека луѓето тука не се запоставени, дека се рамноправни како сите граѓани на Република Македонија и дека има во самата програма вметнато за сега за овие избори, вметнато неколку проекти, што проектите штом се вметнати знаеме дека ќе се реализираат и горд сум на тоа, со гордост можам да го најавам тоа и да го кажам и навистина благодарам и до претседателот на партијата господинот Никола Груевски и до носителот на изборна единица господинот Владко Ѓорчев и биткава заедно ја водиме и ќе ја издвојуваме најголемата победа бидејќи знаеме што се случуваше, опозицијата јасно ни стави до знаење дека тука се спремни на секој потек само да и наштета на државата. За наша среќа имаме одлична структура и ќе забележиме, убеден сум и сигурен, историски резултат на овие парламентарни избори. Носителот на листата за пратеници од СДСМ за 6-та изборна единица Петре Шилегов и кандидатите за пратеници денес беа во посета на Сарачино. Реализираа средби со жителите на селото, разговарајќи за актуелните проблеми, за кои, како што рече Шилегов, се исти низ цела Македонија, потенцирајќи ги малите плати и ниските примања. Дојдовме да го представиме планот за животот во Македонија и да го зборуваме за минималната плата која што ќе изнесува 16.000 денари и просечната плата во висина од 30.000 денари. Конечно да го вратиме човекот во фокусот на вниманието на државата, а не да се богатат определени индивидуи и определена фамилија за сметка на сите граѓани. Овај земјоделски сточарски крај разговараме за висината на субвенциите кои што државата е должна да ги даде на земјоделците. Тие изнесуваат на вкупно ниво годишно 160 милиони. Меѓутоа и за сестраната помош која што владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе ја даде особено на младите луѓе кои што се определени да се занимаваат со земјоделие или со сточарство, субвенции во висина од 20% за секој нов хектар, субвенции во висина од 4 до 4,5 денари за високо квалитетно млеко, начин на кој што ќе се дојде до производство на тоа високо квалитетно млеко, субвенции значи за набавка на стадото и за храната со кој што ќе се храни стоката за да произведе таков тип на млеко. Овдека доаѓа и Никола Груевски, дошол и Владко Ѓорчев. После 11 години конечно им текно или нешто ветуваат. После 11 години тие нема што да ветат. После 11 години мора да се заминат. Македонија мора да ја вратиме во рацете на граѓаните, човекот да го ставиме во центарот на вниманието,
Никола Груевски нема повеќе што да нуди и никому што да ветува. Единствено што може да спрема е да ја спрема сопствената одбрана за пред суд за криминалите кои што ги стори тој и неговата фамилија во изминативе 11 години, а кои што доведоа до вакво енормно осиромашување на нашите граѓани. Во Македонија ќе изградиме едно општество, ова село е со етнички мешан состав и овдека најдуваме на прием од сите луѓе, затоа што зборуваме за проблемите на луѓето. На луѓето има доста од поделби. Македонија не може, не смее, не треба да се дели. Македонија мора да биде единствена, јака, цврста, европска, модерна држава. Средбата на Шилегов со жителите на Сарачино продолжи во селската кафетерија, каде се усврна на иселувањето на младите од земјава. Нема место, нема село, нема град, нема улица, од која што децата наши не се иселени. А ова е земја на домакини луѓе. Ги раѓаш децата, ги гледаш, ги растеш, ги учиш, за да ги гледаш пред тебе и како ти живеат, и како ти раѓат внуци, што викаат старите, се додека не заминеш кај што заминуваат сите луѓе. И тоа е суштината на животот. Тоа е убавината на животот. Кај нас за жал, тоа не ни се случува. Наместо да ги гледаме децата пред нас, ги гледаме на скајп. Та и децата и внуци. Имајќи во предвид дека тоа е исто кај сите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на овие избори искочи со една анационална или наднационална програма. Програма која што го засега секој човек, секој граѓанин на нашата држава, без оглед на тоа кој е, што е, на кој народ припаѓа, на која вера припаѓа, во кој Господ верува, проблемите се исти. Денешната посета на носителот на кандидатската листа на пратеници за 6-та изборна единица од СДСМ во Тетово ја искористи за средба со Сдруженијето на борци Тетово. Големиот број заболувања се резултат на аерозагадувањето во Тетовско, потенцираат од Коалицијата за ВМРО за Македонија. Оттаму велат дека направиле контакти со голем број експерти за надминување и превенција на овој проблем. 2001 година имавме војна во која загина многу граѓани од оваа територија. Денеска војна немаме, меѓутоа луѓето продолжија да умираат со големен интензитет, не заради куршумот кој го добија во нивните плеќи, туку заради загадувањето, заради канцерот, ракот кој го добија од загадувањето на воздухот на овие простори. Тетово е најзагадениот град во Европа и еден од најзагадените градови во светот. Погледнете го процентот на децата што се родени со деформитет. Погледнете го процентот на смртноста на новородените дечиња заради загадениот воздух. Побаравме точни проценти на починати лица од карцином од овие простори заради загадувањето од Републичкиот институт за јавно здравство. И внимавајте кој одговор го добивме. Такви бројки не може да ви дадеме затоа што е државна тајна. 2001 година имавме војна во која што точно се знае бројот на загинати лица. Денеска војна немаме, меѓутоа е државна тајна да се знае бројот на лицата кои се починати од рак заради загадувањето на Тетово и Тетовско. 1000 фамилии во Јагуновце оставија без леп заради загадувањето. Меѓутоа, никој не го спомнува главниот фактор на загадувањето, а тоа е дивата депонија на влезот во Тетово во близина на Жито Полок. Жито Полок кој го снабдува половина западен регион во Македонија со леп и кој е во непосредна близина на најголемиот канцер во државата. Сметот се уште не се собира, се таложи на купче, се подпалува и од чадот, кој може да биде и канцероген, се труе цело Тетово. Веднаш, по промената на власта на 11 декември, ќе ангажираме меѓународни експерти за спроведување на програма за намалување на загадувањето, со кој веќе стапивме во контакт. Филтрите на фабриката во Јагуновци ќе бидат поставени и луѓето ќе се вратат на работа. Овдека не требаат бојни отрови, овдека не требаат хемиско оружје и нервни гасови за масовно уништување. Овдека граѓаните на Тетово и Тетовско си ги имаат Никола Груевски и Али Ахмети.
Кандидатот за пратеник од Гостивар за 6-та изборна единица Дафина Јовановска-Стојановска ги представи проектите од патната инфраструктура во партиската програма Реално. Ако градиме веќе 3 автопати, зборувам за Кичево до Охрид, инвестиција околу 400 милиони евра, еден од најголемите инфраструктурни проекти во Република Македонија. Ќе продолжиме од Скопје до Штип, исто така инвестиција преку 200 милиони евра. Ќе продолжиме со изградба од Демиркапија до Смоквица, исто така 200 милиони евра инвестиција, што значи преку 800 милиони евра директно за автопатишта што се градат. Но во следниот период ќе започнеме со уште еден многу голем проект, еден од најголемите капитални проекти за ова населено место тука во близина на Гостивар. Станува збор за Гостивар Кичево. Нов проект во моментов се проектира. Јас очекувам дека следната година веќе ќе имаме комплетен проект за да почнеме со постапките за тендерирање, потоа да избереме компанија која ќе почне да гради нов автопат. Тоа значи дека ќе имаме комплетно обнова на стариот пат, бидејќи веќе постапката е завршена. Очекувам дека овие 2-3 недели ќе се потпише и договор за реконструкција на постојниот пат од Гостивар преку Стража се до Кичево. Тоа значи дека паралелно додека се гради новиот автопат, ние мора да ги обновуваме патиштата, односно оние што ќе ги користиме да бидат во одлична состојба. Затоа максимално ќе бидеме посветени на секаде во Република Македонија, поготово Гостивар, во Тетово и сите населени места, за да покажеме дека ВМРО ДПМН ја сака Македонија со проект. Ја сакаме со добра политика да се помогнеме едни со други, а не да правиме некоја двојазичност или да правиме федерализација или да се скараме помеѓу себе. Во програмата Реално за прв пат овој пат се воведени и изведување од страна на владата на локални патишта, реконструкција на локални патишта, што ќе биде доста битно за нашиот град. Би ги напоменала реконструкциите на улиците низ населба Млаки, Питарница, 2 улици во населба Циглана, реконструкција на улицата Живко Брајковски во должина од 1 километар и реконструкција на локалниот пат во село Галате во должина од 1200 метри. Од регионалните патишта би напоменала реконструкција на регионалниот пат Тетово-Пирок-Гостивар, регионалниот пат Гостивар-Србиново и регионалниот пат од село Тунчевиште до село Чегран. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Никола Поповски, министерот за надворешни работи, а воедно и носител на листа во првата изборна единица од ВМРО ДПМН. Господине Поповски, друг приоритет во Реално е безкомпромисна борба против корупцијата и владење на правото. Како со дел од раководство на ВМРО ДПМН осомничено за криминал и корупција ќе го спроведете ова? Мислам дека за ова треба да го спроведуваат институциите во Република Македонија. Вие го предлагате во партиската програма? Точно, бидејќи сметаме дека како влада имаме одговорност да носиме закони и да се трудиме за имплементација на законите во Република Македонија, нешто што го правиме во континуитет изминатиот временски период. Доколку го трнете од истиот постулат, вие имате алтернатива помеѓу политичка опција, главната опозицијска партија, која истото тоа го кажува во услови во кои ужива аболиции или не соработува со судството. Јас не верувам дека се решава тоа со еден случај, но мислам дека треба да ги почитуваме основните постулати докога го зборуваме за судството, тоа е презумпцијата на невиност и да оставиме судските инстанции да одлучат дали е некој виновен или не за тоа. Целосното интервју со министерот Поповски може да го проследите денес и на програмата на телевизија КИС. Предвремени парламентарни избори 2016. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека заради технички зафати во електросистемот утре без електрична енергија во периодот од 9 до 10 часот ќе бидат целата Синичане, Селце Кеч, Новосело, Јеловјане, Раковец, Пирок, Боговиње, Урвич, Караула, Маздрача, како и стопанските субјекти од тој реон. Од 13 до 14 часот без напојување ќе бидат населените места: селата Урвич, Јеловјане, Сеничане, Пирок, Боговиње, Раковец, Новосело, Караула, Маздрача и Селце Кеч. Денес имавме облачно и тивко време. Утринската температура се движеше од 2 до 6 степени, а дневната од 7 до 14 степени.
За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со локален слаб дожд предпладне, а кон крајот на денот на планините врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Утринската температура ќе се движи од 2 до 5 степени, а дневната од 6 до 12 степени.